Гледате Макфакс, представување на кандидатите за градоначалници на општина Центар. На оваа дебата практично беа поканети двајцата опоненти во оваа општина од владеачката и од опозицијската партија, од ВМРО ДПМН и од СДСМ, но поканата ја прифати само Саша Богдановиќ од коалицијата предводена од СДСМ. Господине Богдановиќ, добре дојдовте во Макфакс. Добро ве најдов. Најавувате решавање на урбанистичкиот хаос и плановите во општина Центар, што конкретно им нудите на граѓаните за ова прашање? Па еден од главните проблеми, односно најголемите проблеми во општина Центар е што во изминатиот период, поточно до 2013 година, беа донесени детални урбанистички планови по желба на инвеститорите и по желба на луѓе од тогашната централна власт. Тоа не треба многу да го дискутираме, беше објавено во вистината за Македонија како се уцртувало, односно знаевме дека Никола Груевски беше и главен архитект, и проектант, и урбанист, и градоначалник и така натака. И по смената во општина Центар, знаете дека имавме на иницијатива на четвртата седница од Советот тие детални урбанистички планови, каде што највеќе беа зафатени местата каде што се градеше Скопје 2014 беа отфрлени. Тога се случи оние немили настани, каде што се демолираше општината, за кој што пред веќе сме на суд за тоа, вчера веќе имавме и рочиште, кое што повторно се одложи. Не би го коментирал сега судството околу тоа, али се надевам дека и правдата ќе стигне тука. Требаше да се отфрлат тие детални урбанистички планови, се со цел да се спречи уништувањето за Скопје, кое што ќе го трпат многу генерации. Наша цел е да направиме на ревизија на тие детални урбанистички планови, пошто во изминативе 4 години ни еден детален урбанистички план во општина Центар не е донесен, баш од тие причини, бидејќи имавме наследени детални урбанистички планови. Едните постоечки, едните беа во фаза на изработка и ги стопиравме баш со тоа колку можеме да спречиме од општина Центар. Целта на ревизијата на деталните урбанистички планови ќе биде да констатираме неправилности, односно дека детални урбанистички планови се носеле без никакви параметри и тоа да го отфрлиме. Од кога ќе го направиме тоа? Планираме да донесеме нови детални урбанистички планови кои што ќе бидат направени по одредени параметри. Значи нема да може да се гради веќе во општина Центар без план. Тука претпоставувам мислите и на деталните планови за Дебармал. Имаше поднесено кривични пријави, ако добро се сеќавам. Да, сакаме да направиме еден ист систем за функционирање, односно за носење на детални урбанистички планови за цел Центар. Значи без студија, без да се направи дополнителна анализа дали ги задоволуваат демографските вредности, дали задоволуваат паркирање, дали се задоволува одредена процент на зеленило, ние не планираме да носиме детален урбанистички план, односно да го донесеме таков кој што ќе биде само во интерес да се зголемува хаосот во општина Центар. Што значи тоа? Планираме да ги намалиме висините, да не бидат 21, него да бидат под 19 метри. Со тоа ќе го намалиме бројот на станбени единици, со тоа го намалуваме бројот на возила во општина Центар и со тоа ќе влијаеме и на безбедноста и пред се на животната средина. Целта ни е се да се гради по план. Значи, во општина Центар веќе нема да се гради само по потреби на некого или адхок градби, него и ако се гради и монтажна гража, ако се и нешто и општината го гради, мора да биде по план. Да биде измерено дали има потреба или не. Спомнавте паркирање, што предвидувате во тоа? Бевте и прв пранечен човек на паркинзи општина Центар. Во делот со паркирање во изминативе 4,5 години направивме доста измени, доста повластици. Пред се ни беше во интерес да ги ослободиме граѓаните на општина Центар од плаќање на паркинг, бидејќи сметавме и се уште сметаме дека тоа е непотребно да го прават. Сега во овој дел сакаме преку одредени нови начини на организирање на паркинзите да воведеме повеќе ред. Зошто? Зошто во Центар се наоѓаат сите, да кажам, поголеми институции, фирми, луѓе одат на работа и тука е најголемиот метеж во сообраќајот, најголемата гужва. Планираме да направиме 3 големи комерцијални паркинзи, кои што на жалост во изминатиот период не успеавме да се избориме, бидејќи градската власт беше во рацете на човек од друга политичка партија и го сметам тој проблем повеќе како политички, бидејќи законски правно сите улици и сите места кои што се предвидени на паркинзи во општина Центар треба да ги стопанисуваме, односно самата општина да одлучи што ќе прави со нив. Ние сакаме да ги превземеме тие и сите луѓе кои што не се резиденти во општина Центар да паркираат таму, а станбените и сервисните улици каде што може да се врши паркирање да бидат само за жителите. Дури биделе до таа фаза да бидат нумерирани тие паркинг места, да имаат планирани модернизација со сензори, да знаат луѓето дали тие паркинг места се зафатени, да можат преку својот мобилен телефон да проверат.
дали тоа паркинг место е зафатено, па да не треба да кружат, да знаат кај да се насочуваат. Тоа се едни од мерките кои што се поврзани и од кои ќе ги направите сите вие, го намалувате и метежот во сообраќајот, бидејќи човекот ќе знае точно кај да се паркира, ќе има повеќе слободни паркинг места, но и ќе влие врз загадувањето, доколку вие нерезидентните возила ги трнете на страна, а само ги оставите луѓето кои што живеат тука, односно направите резидентни паркиралишта. Во контекст на проектот Скопје 2014, каков е вашиот став? Практично тука имаше една цела серија од обиди на претходната локална самоуправа да ги стопира, да речеме, тие проекти. Панорамското тркало, ако не се лажаме, веќе е стопирано. Тука беа секако и шпанските скали и така натаму. Ние во изминатиот период, во изминативе 4 години имавме еден проблем каде што мнозинството во општина Центар беше доведено во прашање, бидејќи претседавачот на совет беше уапсен. Тоа беше политички Шиповиќ, политички монтиран процес, кој беше се со цел само да се отстрани, за да не можеме да преку деталните урбанистички планови, односно советот да го стопира Скопје 2014, но сепак најдовме алтернативни начини, ги искористивме сите правни механизми и се што ни стоеше на располагање. Ние успеавме Скопје 2014 да го стопираме со шпанските скали, со тоа што советот отфрли неколку одлуки и со тоа да ја блокираме работата, односно изградбата, но тука не застанува. Наша цел е до крај да го вратиме во првобитна состојба, односно таа парцела да биде вратена во интерес на граѓаните, па граѓаните да оценат за што треба да се користи. Ја стопиравме катната гаража Никофон, која што е катастрофално доколку се изградеше на тоа градско подрачје. Јас како градоначалник заедно со советниците ќе се бориме таа парцела исто да биде вратена во првобитна состојба и да биде само во интерес на граѓаните. Претпоставам дека таму најдобро е да си остане како паркиралиште, но сепак граѓаните ги си кажат што е во нивен интерес. Успеавме да ги зачуваме ГТЦ и уште два објекта кои што беа опфатени со она лудило направење на барокни фасади. Знаете дека имавме референдум, граѓаните излегоа, иако бројките за референдум беа големи, сепак излегоа над 40% од граѓаните, од кои 95% кажа дека се против. Но сепак не застанавме тука, иако референдумот не беше успешен, ни беше таа голема излезност и таа голема борба што имаа граѓаните, ни беше ветар во грб да продолжиме со правни механизми. Тимот кој што го предводев од општинската организација заедно со Асоциацијата на архитекти и луѓето од неформалното здружение во одбрана на ГТЦ, поднесовме представка до Уставен суд. Уставниот суд се произнесе дека сме биле во право, дека тие објекти не може да бидат прогласени од посебен интерес и со тоа го стопиравме и тој дел од Скопје 2014. Но не успеавте да ја урнете терасата на ВМРО ДПМН. Терасата на ВМРО ДПМН, јас сметам дека сите истражувања, односно сите проверки на законските акти покажуваат дека таа е дивоградба. Бидејќи се што се гради треба да биде во рамките на парцелата, односно не можете вие да декларирате дека тоа е тенда или настрешница, бидејќи тоа е тврда градба и тоа може да се види. На крајот, ние ајде за да не испадне политички монтирано дека сакаме нешто да наштетиме, направивме и мислења, земавме и од градежен факултет, да на крајот се констатира да навистина дека тоа е тврда градба. И со првото влегување во општина, еден од предметите кој што ќе биде земен за работа е токму терасата на ВМРО ДПМН. Што предвидувате во делот на зелените појаси и површини, секако решавање на прашањето со загадувањето и амбиенталниот воздух во општина Центар? Што се однесува до зелените површини, ќе го продолжиме она што го правевме во изминативе 4 години, што го правеше градоначалникот Џерновски, а тоа е да секое место кое што ќе ни биде дозволено, односно ќе можеме да го искористиме, да го направиме како паркче кое што ќе биде свртувалиште за граѓаните. Таму нормално ќе бидат насадени и садници и дрва кои што ќе бидат во полза на граѓаните, ќе биде поставена модерна урбана опрема, ќе бидат поставени детски игралишта. Имаме неколку такви паркови, еден од првите паркови кои што сакаме да му ја вратиме и неговата улога и функција, тоа е урбан парк кој што е малку запоставен сега во периодот, но и воедно планираме сите паркови што ги имаме во општина Центар, посебно меѓу зградите, да ги одржуваме, односно ги возобновиме, бидејќи има простор каде што може да се зголеми бројот на дрва, на нови насади и така натака. Што се однесува до квалитетот на воздух, тука планираме најголеми загадувачи се сообраќајот, грејењето,
некоја индустрија тука немаме во центар, али највеќе сакаме да обрнеме внимание на сообраќајот. Сакаме да воведеме нов режим на сообраќај скоро во сите населби, односно, како што кажав, да го ограничиме паркирањето за нерезидентни возила, со тоа ќе се намали и метежот. Сакаме да во сите стамбени и сервисни улици биде воведено движење на возилата до 30 ограничување со брзина. Тука ќе ни треба поддршка и соработка со Министерството за внатрешни работи, бидејќи они се тие кои што санкционираат и вршат контрола, но сепак општината е таа која што може да направи дополнителни со урбана опрема, лежечки полицајци и така натака, да го намали сообраќајот и со тоа ќе сакаме што е можно повеќе да ги отргнуваме возилата во општина Центар, ем заради безбедност, ем заради намалување на загаденост. Планираме изградба и на вертикални фасади, односно вертикални градини, кои што ќе бидат поставени на дел од зградите. Денеска со кандидатот за градоначалник Петре Шилегов ќе најавиме еден нов проект, а тоа е бидејќи навистина е узурпиран голем дел од просторот што бил слободен за паркови, да на самите згради веќе правиме такви паркови. На денешната пресконференција ќе најавиме дека ГТЦ ќе биде еден дел на нов парк, бидејќи кровната конструкција, односно дозволата идејата што да не се беше направи. практично реализирана со години. Така е. Која е првата мерка доколку бидете избран за градоначалник од граѓаните што ќе ја спроведете веднаш? Првата мерка е мораториум на сите градби кои што сметаме дека се издадени без одредени мерења, односно не се во согласени со деталните урбанистички планови, кој пак сметаме дека не се усогласен со генералниот урбанистички план, и со тоа ќе започнеме, ќе го спречиме до уништувањето на центар што е направено во изминатите години. Сосема за крај, зошто граѓаните треба да гласаат за Саша Богдановиќ? Јас во изминатиот период и како политичар, но и како директор на паркинзи на општина Центар, покажавме како е да се бориме во интерес на граѓаните. Јас како директор на јавното предпријатие наследив предпријатие во многу лоша состојба, успеавме да го вратиме на здрави нозе, да воведеме многу повластици за граѓаните на општина Центар и покажавме дека работиме пред се во нивен интерес, односно секогаш сме гледале да излеземе секогаш да ги одговориме на барањата кои што ги имаат. Во овие 4,5 години имавме макотрпна борба во Центар, знаете оние фамозни 3 круга, и од тогаш па натака притисокот и опструкциите врз Центар се зголемуваат. Сепак како прв човек и на општинска организација на СДСМ, но и како директор на паркинзи, останавме, ги одбранивме интересите на Центар и затоа сметаме дека треба да ја продолжиме работата понатака, односно да не застанеме тука. Тоа го покажуваат и резултатите од изборни циклуси, дека само разликата, односно поддршката што ја бараме ни од граѓаните се зголемува. Затоа сметаме дека не треба да застанеме тука, него има уште многу работи што треба да ги завршиме и конечно да направиме Центар да биде едно убаво место за живење. Има ли втор круг или? Не смеам дома да се вратам ако има втор круг. Ви благодарам што бевте дел од представувањето на Маквакс. Ви благодарам и на вас за поканата.